Почитувани граѓани, има ли поголем доказ за она што СДСМ го говори со месеци, за смислената партизација, за постепено чекор по чекор преземање контрола од страна на власта? Има ли поголем доказ зошто не се спроведуваат реформите во правосудството? Се потврди се. Зад игрите со предметот Талир 2 стои сценарио за да се спречи конфискацијата на криминално стекнатиот имот на ВМРО ДПМН и за да се спаси Никола Груевски. Поранешната обвинителка Ленче Ристовска откри шокантни детали дека предметот бил одложуван и развлекуван. Обвинителството не се спротиставило ниту кога ВМРО ДПМН побарало одложување на рочиште, иако нивното присуство не било законски задолжително. Сите овие одложувања довеле предметот да влезе во рокови што практично не му оставаат време на апелациониот суд мериторно да одлучува. Ова, почитувани, се исклучително сериозни обвинувања од обвинителката, која со години го водеше предметот. Ова е вистината. Дополнително, и самата судика што го водеше предметот, укажа на недоследности кај обвинителството и на тоа дека ново назначениот обвинител не го прилагодил обвинението по измените на кривичниот законник. Се е јасно како ден. Ете како контролираното судство на Мицкоски ја спречи конфискацијата на имотот на ВМРО и го спаси Никола Груевски. Затоа Ристовска беше трната од предметите и беа одземени овластувањата. Јавно беа таргетирани суди и обвинители кои работеа на Талир 1 и Талир 2. Власта го смени јавниот обвинител, постави обвинителка од тефтерчето на Сашо Мијалков, позната од бомбите. Менуваше и назначуваше суди и блиски до власта и до Мицкоски. Мицкоски јавно им делеше задачи на обвинители и суди од собраниската говорница, преку телевизија и на телефон. И јавноста сето тоа го виде. Еве го денес резултатот од таквото партизирано судство. Никола Груевски е спасен од одговорност, а криминално стекнатиот имот на ВМРО повторно е во рацете на партијата. Оваа пресуда, почитувани, е дело на контролираното правосудство од Христијан Мицкоски и најсилен доказ дека кога ВМРО ја контролира државата, нема правда, судството не им служи на граѓаните, туку за спас на криминалот на власта. Ви благодарам.